Нема да дозволам. Неколку криминалци, еден суетен новинар и да ме извини ЛГБТ заедницата, еден педер, да симнат оваа влада од власт. Не. Со реакции се јавија и невладините и новинарските организации. Новинарскиот синдикат му порача на премиерот да внимава што зборува. Ја осудуваме изјавата на премиерот во која тој покажува голема доза на нетрпеливост кој не именува новинар нарекувајќи го суетен, напиша од синдикатот. Во суетниот новинар за кој зборува Заев се препозна Бранко Геровски, кој на социјалните мрежи напиша дека не очекувал вакво нешто од премиерот. Ваква оркестрирана харанга, вакви страшни и неосновани клевети. Се прашувам дали ноќеска треба да очекувам партиска војска да ми тропне на врата или нешто уште пострашно да се случи, вели Геровски. Го повикуваме премиерот веднаш да се извини на новинарите, а пред се на колегата Бранко Геровски, доколку оваа негова изјава беше упатена кон него и во иднина да се воздржи од вакво дискредитирање на новинарите, стои во реакцијата на ЗНМ. Во одбрана на Заев застана неговата партија. Каде што некој новинар вели дека имал докази и при тоа истите докази не ги пријавил во обвинителството. Туку наместо да ги пријави за лична корист, сакајќи да привлече внимание спрема себе, злоупотребувал луѓе, објавувајќи некакви колумни. Веројатно во таа смисла беше искажана и зборот суетен новинар. За употребата на зборот педер се јави и Агенцијата за медиуми, која смета дека премиерот наместо да покаже највисоко ниво на почитување на различностите, употребува етикетирање кое е дерогирачко за ЛГБТ заедницата. Од Националната мрежа за борба против хомофобија побара од Заев да се извини јавно. Ве повикуваме интензивно и сериозно да се зафатите со напредување на правата на ЛГБТ и луѓето. Тоа е единствен начин да се надомести за исклучувањето, стигмата и насилството кое оваа заедница го искусува и да се изгради едно општество за сите. Опозицијата виде простор за напад врз власта, побара оставка од Заев и предвремени избори. Зоран го губи тлото под нозете и веќе не е во состојба да одлучува за иднината на граѓаните и нашата држава Република Македонија. Ако од некого сум бил погрешно разбран или протолкуван, навистина жалам и затоа го давам ова појаснување, но останувам на моите определби за кои претходно зборував, како и на вербата во вредностите за кои од секогаш сум се борел. А зошто под квалификативот еден суетен новинар се препознал Бранко Геровски, тоа треба него да го прашате, изјави денеска Заев за Државната новинска агенција. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.